Ljubче упичкуваме, тури го. Еко паркинг. Не е битно, ќе го решиме загадувањето со еко паркинг. И ја ово го читам 2017 која беа локална, викам супер. И викам на Каролина, на жена ми, викам слушај, дај да вадиме 5000 евра, викам да купиме еден кој на лизинг, викам не е за ебанција, дечко, еко паркинг ќе прави супер, у Карпош нема загадување. Како нема загадување? Прво ништо не ти е јасно. Арно, ама ако почнеш да размислиш Мацек по вас, кој ефто, све ќе ти биде јасно. Што се деша? Не, направиме сега една одлична политичка анализа. Пази што се деша. Значи не влагаме у коренот на проблема, у дубина влагаме. Значи што се деша? Он вика еко паркинг, супер. Што значи тоа? Сите ќе возиме коњи у Карпош прво. Океј. Тоа значи дека у старт не загадуваме. Втора работа. Сега има издувни гасови коњот, не е дека нема да е. Али не се штетни мислам. Добро. Тоа што ќе падне позади се собира, не е страшно. И сега, ако реши Петра да го собира, ако не. И сега, има буриња, он празни дома, има буриња, може да собере. И, значи, остава тоа собираме. Што се дешава? Си го зимаш ти коњот, така Драги го зимаш. Драги, у принцип, што е муабетот? Кај сакаш ке го врзеш Драги? Мујка, што да биде генерален секретар тамо 3 години, го врзуваш и седи. Не мрда. Го одврзуваш од тука, го врзуваш у шутка едно 15 години. Седи. Што му е работа? Коњ, тоа е. И сега, си го зимаш ти коњот, така превозно средство, 5000 евра го плакаш на лизинг, уште го отплаќаме, не е битно. Си го, да, имаш и коњи, имаш со фул опрема, значи подковица, се тропка, малци и тие други работи, не е тоа битно сега. И сега го зимаш коњот и го носиш на еко паркинг, кај овој Малиовке Стефанче. И сега го носиш на еко паркинг и сега пази на еко паркингот ќе имало зелени површини. Што значи тоа? Ќе има трава. Струмичка. Струмичка трава, брат. Значи, попусти ме малце само. Струмичка трава. Струмичка, да. И сега го зимаш ти коњето, си го паркираш. Пази, ме правиме психолошка, политичка анализа Васко Евто. И сега си го врзуваш тука коњчето. И сега коњчето почиња да си паси од оваа струмичката трева, многу јака е таа, многу јако удара. Почиња да си ја паси струмичката трева, едно време па на струмичките вика тоа на струмички е. Так, мене кога ми збора струмички, така ми звучи. Струмички е тоа. И сега го врзеш тука на тревата, коњот пасе, Драги пасе едно време. И му викаш на Драги, после пола саат, Драги е многу искулиран, брат. Коњот е многу искулиран, ти му викаш, слушај сега, ја ќе те врзам тука тебе и кидам, имам работа на 3-4 сати и ќе се вратам. И Драги тебе вика, уреду бе. Океј, ете. Браво бе, Драги. Интелигентен коњ, што ти кажа, бил секретар, не е за еманција правица. И пак сега да не му вреди. Како викаш он кога се прости од премиерот, ми ја вреѓат интелигенцијата, ова е тоа. Страшна работа. И сега, има еден проблем само со еко паркинзиве, тоа е, например, ако врзиш коњи и кобила еден до друг, после ќе испадне Веспа на крај, на Веспа ќе испадне, ама ќе му дадеш на детето ќе вози, не е страшно. И сега, идеме далje. Чекам што е далje, ова све вчера сум го напишал.